Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото, а наш денешен гостин е господја Елена Јосимовска, историчар и администратор на страната на Facebook Штип некогаш и сега, со која ќе разговараме како било во Штип во минатото, а како е денес. Господја Елена, добро ни дојдовте во рано наутро. Добро утро и благодарам што ме поканивте во вашата емисија. За прв пат гостувам и одушевена сум од просторот, од уредувањето, од вас како млади луѓе кои сте се нафатиле да водите една ваква телевизија, за која мислам дека ќе биде успешна. Ви благодараме на убавите зборови. Накратко да ги запознаеме нашите гледачи, која е Елена Јосимовска, сега сте веќе пензионер, што работевте порано, односно каде работевте? Па малку подолга историја. Јас сум штипјанка, може би тоа не е битно и веројатно не е, меѓутоа со постари корени, значи можам да кажам по националност штипјанка. Овде го поминав целиот и работен, и ученички, и младешки живот, така да можам да кажам сум сведок на збиднувањата на 6-7 децении во Штип. По завршувањето на основното училиште, каде во сеќавање ми остана мојата драга учителка Нада Цекова, една прекрасна личност, која никогаш нема да ја заборавам, се уште е жива и еве ако ја гледа емисијата да ја поздравам. Се запишав во средно медицинско училиште. Тогаш беше само еден клас. Штипјанки имаше многу малку, може би 2-3 во клас. Повеќе беше за источниот и јужниот регион училиштето формирано. И поради тоа што во тоа време се носеа униформите постојано, значи на пракса одиш само со престилка плюс. Инаку униформата плава ја носиш, не викаа сувоземна морнарица. И имав многу една визија дека тоа е хумена професија, дека животот ќе го посветам еве на болните луѓе, да им помагам, да тоа. Меѓутоа, низ праксата гледаш дека многу даваш, малку примаш. Дека не е тоа, не си ја постигнала целта, да, и тоа, после почнав да размислувам да ја менам професијата и ја променив. Меѓутоа да кажам дека таму кај што завршив училиштето, сега е музичка академија. И не знам каква врска има музиката со медицината, ама кога поминам таму срцето малку посилно ми чука. Веднаш се подсетете на старите времена. Да, многу убави денови таму сме поминале, а дворот на градинката сега што е, беше дел од медицинската школа, затоа што беше интернат и тој двор го користевме за дневно матине, тогаш така се викаа игранките. За нас учениците матине, многу убави моменти. Дворот на гимназијата и на медицинското училиште беше место каде што ние имавме дружење и салата физкултурна на гимназијата, матине и тие забави младешки. Од кога видов дека не сум ја погодила целта, затоа што не можам да направам тоа јас што мислам дека треба да го направам, него има некои строги критериуми, ред во кој не можеш да ниту да напредуваш, ниту да се докажеш. А јас бев еден немирен дух, сакав да напредувам, да се докажувам. И уште како дете имав желба да бидам учителка. Не ми се оствори таа желба никогаш во животот. Се запишав на Филолошкиот факултет, македонски јазик со книжевност. Тогаш се викаше Историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Во Скопје. Да, од кога дипломирав, не дојдов на ред. Тогаш беше те социјалистички сојуз, вамо, никој не се нафати или не вложи труд да ми овозможи од медицината, кај што сум си завршила за наставник, професор по македонски јазик, да ме прераспореди. И така си останав некаде до 87 година.
И кога дојде доктор Камчев директор во болницата, имаше многу визија за информирање, весник, билтени. И може би изборот беше падна врз моето име, јас да бидам, поради тоа што бев медицинско лице и со познавање од пишување од тоа. Значи го добив тоа работно место, информирање, и од него се пензионирав. Меѓутоа, во меѓувреме... Значи, на некој начин сте биле и новинар. Не на некој начин, него си бев новинар. Бевте новинар. Да, така. тогаш вика здружен труд. Новинари на здружен труд. Што за жал денеска моите колеги со кои работевме толку години и со Радио Штип тогашен и со сите фабрички весници и со овие што со дописници што беа, си се рачунавме колеги, си одевме секаде заедно на средби. Меѓутоа, во цело ова време додека сум пензионера, веќе од 2003 е тоа, 10 години и повеќе, моите колеги не ме канат на тие средби и не ме рачунаат, не ме сметат за колегашка, затоа што па може би причина е што јас во меѓувреме се префрлив па на трета област. Так. Значи, станав Свети Спиридон со многу занаати. Так. Почнавме со истражување на медицината во Штип. Пак по желба и по визија на доктор Никола Камчев. Почнавме со тоа истражување и јас откако навлегов во тие историски работи за Штип, поради тоа бараш медицински податоци, ама најдеш и други кои ти се интересни, комплетно се определив на историја на медицина. Так. И поради тоа отидов на постдипломски студии на историја, се стекнав со научни степени, меѓутоа историјата на медицината, иако сум историски науки се вика магистер, меѓутоа историјата на медицината ми остана нешто главно. И ден денес со тоа се занимавам. Со тоа, така. И покрај историја на медицината и она што е историја за Штип. И тука мислам дека го постигнав максимум. Оттаму се роди љубовта да започнете токму со оваа страна. Поради тоа што станав на некој начин стручнак за историја на медицина во Македонија, јас сум основач и председател на Друштвото за историја на медицина во Македонија. Со седиште во Штип. Да. Еве, да ни кажете од каде се роди љубовта токму за минатото во Штип, да овие фотографии кои што ги изнесувате, кои што ни ги представувате, од каде се роди таа љубов? Љубовта кон минатото на Штип датира од најраното детство, поради тоа што нашите стари многу извиделе. Историјата многу ги казнувала, многу ветрови продувале низ овој Штип. Имаа многу приказни, кога се собираа навечер, тогаш се дружеа луѓето во маалата, ќе седнат пред портите и навечер муабети. Ние децата миждупка играме, трчаме ваму таму, ама јас бев едно радознало дете, многу сакав да знам што зборуваат старите. Так. И слушав разни приказни, кои некогаш во моментот не ми беа многу јасни. Меѓутоа, со текот на времето се надоврзуваше мозаикот и, значи, за тие моменти, што после ги учевме и во историјата, по предметот историја учевме дел од тие работи, ми стануваа многу појасни. Но, кога навлегов во истражување за историја на медицина, почнав многу повеќе да дознавам за мојот град. Иако знаев многу, меѓутоа почнав да ми се отвара една нова врата. И ме заинтересира. Секој податок што ќе го најдам, сакав да го потврдам уште на 2-3 места. Дали да речеме тој податок е точен. Од еден податок не се поведувам дека е точен. Значи морам да го најдам уште на неколку места. Цело време. Да. И поради тоа што се сеќавам каков беше Штип јас кога бев дете, па кога бев млада. А каков е денеска, исто така почнав да се интересирам каде е сега таа зграда, кога е градена, што е градено. Човек тргне по еден пат
и таму има многу знаци Така. по патот и ако знаеш да ги дешифрираш, ќе стигнеш таму кај што си тргнал. Така и јас се повеќе таа желба ја имам, меѓутоа не само што имам желба да истражувам, имам желба тоа да го предадам на вас младите. Еве, токму следното прашање ми е на кој начин го презентирате тоа на јавноста? Па знаете, јас мислев дека луѓето немаат интерес за минатото. Од неколку луѓе не можеш да донесеш заклучок. Да речеме, кога разговара, ајде сега за минатото, кој гледа и иднина, гледа и... А нема иднина без минато, тоа сигурно. Так. И вика, оној што не ја знае историјата, ќе ја повторува. И тоа е девиза. Се одлучив, напишав неколку книги. Објавив за тоа. Видов дека има интерес, поради тоа што и после 10 години некој ми ја бара книгата, значи ја видел, се информирал и сака повеќе да научи. Меѓутоа, јас се помалку имам контакти со луѓето. Не одам на работа, немам зошто да излегувам, само по потреба. Се помалку ми се можни тие контакти за разговор со некој што ја сака историјата на Штип. И се одлучив, имаше неколку фейсбук страници, кои ги читав со задоволство, имаше и се уште има, ајде сите на Корзово Штип, не знам... Штип во минатото, Штип... Да, и убави страни беа тоа. Сега слабо веќе затоа што јас се зафатив со работа. Се одлучив да направам една страна, ама и во разговор со, да речеме, мои врсници, малку постари од мене, кои исто ја сакаат историјата. Ајде, Елена, да направиме една страница, да им презентираме на младите. И така се одлучивме. Тука е Киро Петров, Ристо Атанасков, Ристо Аризанков, не знам, Мето Андонов беше тогаш, покојниот Александар Дубровски, така повеќе личности кои, да речеме, кореспондиравме на таа тема и се одлучивме, ја направивме страната Штип некогаш и сега и бев скептична навистина. Мислев дека нема да има интерес. Има и многу страни за Штип и младите кои. Меѓутоа изненадена сум, секој ден имам по 10-15 барања да пристапат на... Значи ја читаат страната. Да, и јас со задоволство тамо постирам разни фотографии и давам и објаснување, затоа што една фотографија вам ништо не ви значи, ако ја видите. Ама ако има и коментари, интересот е поголем, да. Так. Еве, јас предлагам, доколку е подготвено од режијата, да погледнеме неколку фотографии токму од страната Штип некогаш и сега, па да прокоментираме за тоа како беше Штип во минатото, а како е денес. Еве една одлична фотографија. Фотографијата од лево што ја гледам, тоа е Новосело, преку мостот, значи на пат кон Бања Кежовица, од десно доаѓаат лъджите. Овде го нема тој мост, затоа што 13-та година е урнат. Значи оваа фотографија е некаде после 13-та година. Веќе овој мост не е тој следниот изграден, затоа што следниот е изграден после Првата светска војна со средства на граѓаните. Има писма во историскиот архив, каде што луѓето бараат доброволни средства, немало тогаш. Од најстарите мостови, може да се каже, во Штип. Изграден во... За кој мост мислиш? За овој десниот? Так, за десно. Тој мост е еден од поновите. Од поновите? Да, од поновите. Так, може да преминеме на следна фотографија. Ова е Штипскиот Безистен. Тоа е покриен пазар. Сите градови во време на империјата морале да имаат одлика на град, инаку биле села. Значи, ако има Саат Кула, ако има Безистен, ако има Чаршија, ако има тамо уште некои одлики, се вика град. Ако ги нема тие, значи не е град. Не е град, така. Значи Штип бил град. Так, уште... Јас се сеќавам на овој Безистен, кога беше пазар, Чаршија. Се влегуваше и од другата страна, од кај поштата. Сега го има истиот изглед, ми се чини сега, денес, стариот Безистен. Па да, а многу е интересно кога ќе влезете во Безистенот. Тоа многу малку луѓе го знаат.
кој ќе влезете сега, како што е од кај главната врата, Така. и кој ќе погледнете од лева страна горе, имате птица сокол. Так, Има не сме скулптура. приметиле. Да. Може да преминеме на следна? Еве ова фотографија. Ова се запустените лъджи. Ова некогаш било лечилница, лъджи значи одилач. Така. Лъджи. И лиджа е инаку, ама ние штипјани ги извртуваме малку, Зборовите. народски ги кажуваме зборовите. Ова е изворот на каде што за 5 минути се вареше јајце. Сега не знам како е, меѓутоа еднаш отидов, само што не се расплакав. Оти јас ги знам лъджите што беа кога бев јас дете, а што се сега. Прво, ја нема чешмата од каде да си наполниш. Луѓето се лекуваат, чир, не знам, таму се лекува. Е ставено доле во мраморот. Кој од мраморот ќе полни да пие? Значи, ја нема живоста, Доста тоа беше сменето. место со многу живот. Цел град переше од. Точно. Може да одиме на следната фотографија. Ова е црквата Свети Јован Крстител. Така. Се наоѓа под Исарот, над моето мало. Навистина. Ние таму имавме куќа. Така. Живее во тоа мало многу и се вика Свети Јованско мало. Тоа е тука некаде кај што е пред ректоратот, мостот. И кој Значи, ќе од погледнете лева од десна страна. страна горе, тоа е тоа црквиче. Добро. Може да одиме на друга. Ова е оној постариот мост така. од овој Од оваа претходниот страна. што го видовме. И ова е надпревар на рибарите. Оти новоселци се познати рибари. По тоа. И успешни многу. Може да одиме на друга. Ова е изградба на кулите. За ова можам да ви кажам мала приказна. Поради тоа што нашето училиште беше таму кај што е Джексонот сега. Беше во вид на буквата П. Ниски згради и ја викаа германската осмолетка. Така. Нашето игралиште, училишно, школско, беше на местото кај што кулите сега. Тука се одржуваа сите општински надпревари. Во одбојка, кошарка, ракомет. И ние децата, и кога не сме на училиште, си одевме на тоа игралиште. Ни беше токму кај што е место сега кај ова што место. стадион, училишен стадион. Меѓутоа, општинските татковци решија да ни го земат. Јас мислам дека немаше по-лути и Да ви го одзема тоа нешто што многу ви значело. Ние учениците страшно многу бевме лути на оваа одлука. Да ни го земат игралиштето. Ама тие сепак го земаа и тоа е тоа. После во реката Отиња се одржуваа преварите. Да погледнем уште некоја фотографија. Еве една Ова е од старите. куќа во Ново село, куќа во распаѓање. Овде е куќата на семејство Дели Петрови. Така, стари штипи. Одма до нив тука продолжува Станчевата куќа. На познати стари фамилии Да. во Штип. За Ново село е посебна приказна, ова беше музеј во живо. И требаше да се конзервира на времето, да не се дозволи да пропаднат тие стари куќи. Сега ова што градат во Ново село не треба да им се дозволи така. Кој сака да гради нова куќа во нов стил, нека има нов Штип. Така, ќе имаме сигурно прилика да поразговараме за таа тема. Еве доколку има уште некоја слика, еве ова е интересно. Ова е центарот. една зимска пролет би рекла. Ова во таму крајот на април или мај, не се сеќавам, знам дека сите бандери попаѓаа. Да. Се замрзна. Многу слики, многу фотографии, што ќе ни треба уште многу време да зборуваме на оваа тема. Значи, кој сака може да ја посети вашата Facebook страна, Штип некогаш и сега, да се придружи и да ги следи вашите фотографии. Како било Штип порано, значи кои биле најзначајните настани кои што ќе останат секогаш запаметени во историјата? Штип е со многу богата историја, бурна и богата историја и има многу настани кои да речеме треба да се нотираат. Може би од позначајните јас би кажала од поновата, ајде да почнеме историја, да не навлегуваме на австријски, турски војни, кога Штип било пожарен од пиколомини, од генералот, до темел бил изгорен. Значи, ова е веќе после нивното заминување потполно
нов Штип, тој стар Штип завршил тогаш, во тоа време. Значи, да не навлегуваме во таа постара историја. Длабока историја. Она што би го издвоила како настан е, Штипјани го викаат бумбата у Шардавено. Така, тоа е над медицинското училиште. Не, тоа е Шардавен Баши, главен водовод. Так. Шардавено е на местото на денешниот плоштад, Штипски плоштад. Се вика Шадрван, значи чешма. Тоа била една од најопишуваните чешми, дури и Евлија Челеби за неа зборува за златните лулиња. Бликало од вода, со мрамори, со тоа, во централното градско подрачје, и овде имало џамија која ја викале Шарена џамија. Така. Се одлучиле како провокација на Отоманската империја да си замине нивната администрација, ајде да не речам робство сега, веќе не е модерен тој збор. Овде поставиле бомба Тодор Александров и неговите соработници. Познато е дека правеле тие динамитни машини и ги поставувале за да се чуе дека овде има некаков проблем. Еден од тие е поставувањето на оваа адска машина пред џамијата и е урната тогаш џамијата. Има многу помалку загинати меѓу отоманското население, турското население, затоа што тоа предизвикало колеш меѓу Билопазарен дел и многу луѓе загинале од христијаните. Предизвикало еден револт, зошто експлозија ова она. Значи тој настан е еден од причините за првата Балканска војна. Значи 11-та година е бумбата у Шардавено, веќе 12-та година е првата Балканска војна, 13-та година е втората Балканска војна, која се одигрува на реката Брегалница, што е многу значајно за Штип. Значи, овде е цела Балканска војна, така рече, водена, и она што завршува како уште еден настан е колерата, која однела огромен број животи, затоа што војниците и бугарските, втората Балканска војна е меѓусојузничка. Исклучиво се води меѓу бугарите и србите. Така. За Македонија. Кој да ја земе Македонија? И едните и другите пиеле од реката Брегалница вода. И предизвикало колера, што целиот свет го собрала во Штип. И има многу жртви, тоа е посебна тема. Значи, и тоа би требало да се одбележи, затоа на Каленица имаше спомен костурница, кај што сите коски од умрените од балканските војни и од колерата, а од колерата тоа е во дупките со вар. Штипјани стари памтеа дека полуживи ги фрлале, за да не се шири инфекцијата, ги фрлале во дупки со свежо гасена вар. Сите тие коски беа собрани во спомен костурницата Каленица, како спомен костурница на српската војска, што можда најмалку имало срби таму. Така можам да кажам, и гледам имаше револт, нели, кога, зошто споменици ова она, мислам дека не е оправдано. Него еден од тоа настаните значајни за Штипје депортацијата на евреите. Страшна историја. И многу други, сега да не навлегуваме, тоа е многу широка тема. Значи, многу теми можеме Многу, да. Да зборуваме. Еве, за крај да ни кажете, како младите може да се вклучат во историјата на ова вие што го работите? За помладите генерации, да дознават повеќе за градот и дали има заинтересираност од младите? Па има и такви. Значи има млади кои се многу заинтересирани и нон-стоп се јавуваат на страната. Има некои што не ги интересира. Значи, за да се информираш, треба ти прво да имаш желба. А второто е па и од каде да црпиш извори. Значи, треба да најдеш и патишта како да дојдеш до информацијата. Значи, оваа страна
сега која вие прв пат во јавноста излегува ја презентирате, е можност да се дојде до некаков податок. Меѓутоа, не може се. Треба малку и да се многу информации, многу да се оди податоци. по архиви, да се чита. Она што на градот му недостасува, преку која би можело да се информира и по старите и по младите и оние што доаѓаат во Штип, е недостаток на хроничар на градот. Ама не хроничар од типот како да речеме што сум јас. Мојата работа е ентузијазам. И покрај тоа што сум историчар, никој не ме задолжил и јас да ги нотирам настаните и личностите од градот. Тоа е моја лична желба. желба. Го работите ова. Јас сметам дека локалната самоуправа во Штип би требало да има личност назначена со должности и одговорности да ја води хрониката на градот и секоја година да објавува летопис. Што е значајно за таа година за градот Штип? Па на 10 години тој летопис да се десетлетие издаде. Да се прошири, да. така. Во таму ќе бидат нотирани. Кога те интересира кога е градена гимназијата, отвори го летописот. Те интересира која година е граден судот, сајат кулата и така натаму. Сега парафразирам. Значи, внатре треба да бидат нотирани сите настани и личности кои се значајни за град. Тоа е за мене град која сака својата историја. Така, убаво кажано. Се надевам дека, еве, така да кажем, иницијатива дека ова ќе се оствари некогаш во Штип. Еве, за крај само да ни кажете дали ќе продолжите со ова. Се разбира. Никогаш нема да престанам. Дури желбата ми станува се поголема кога гледам дека вака млади луѓе ги интересира. Така, Значи, тоа ми ја подпалува желбата. Убаво е да знаеме ние младите во каков град живееме, за историјата на Штип. Па представете си, живеете во градот, а некој друг што се интересирал, знае повеќе од вас. Мене ми се случило тоа во млади години. Да некој од Словенија повеќе знае за Штип, за Ацо Шопов, за еди кој си, ми е било незгодно. Мислам дека и тоа може би беше една од причините. Малку повеќе да се заинтересирам за мојот град. Како може јас да не знам за некоја личност, за некој настан? Така, госпожо Елена, се надевам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме, ќе имаме многу повеќе време да се радувам ако е оваа така тема. и јас се надевам дека ќе биде тоа. Ви посакувам телевизијата да напредува, вие сте одличен водител. Така, ви благодарам. Гледам дека го сакате градот, а тоа е основата за натаму. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Еве видовме како беше Штип некогаш, а како е денес. А во продолжение одиме со предвидените содржини се до 10 часот.